Good evening. This is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски. И на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови вести од Македонија и поважни вести од Ньюкастел и околината, како и соопштенија. За сите овие горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Возљубени, еве уште еден букет од убави, стари, духовни песни, посветени за славата на Бога, а за радост на верните. Ајде сите заедно да пееме за Негова слава.
се потрудиме истата да се раздаде меѓу народите. Галилеја, Галилеја, ке сведочиш ти секогаш, што Исус на езерото му зборувал на народот. Галилеја, Галилеја, таа песна е најмила, нема да престане в светот додека грее сонцето. А сега да проследиме нешто за загинатите во Кочани. Големо е спортското срце македонско. Не пробол. Македонија тагува. Загубивме 59 животи, 59 семејства останаа завиени во црно. Часови одминуваат, но болката и револтот не поминуваат и никогаш нема да се заборават. Трагедијата не избира ниту датум, ниту време, ниту име. По неа остануваат само солзи и неизлечива болка. Што ни преостанува друго освен да се молиме за повредените. Бог да биде со нив, што побрзо да се вратат во секојдневниот живот. Страшниот пожар што изби во неделата наутро во дискотеката во Кочани ја потресе македонската спортска јавност. Во ова страшна трагедија животот го загубија и тројца македонски активни спортистки, фудбалерот на Скупи Андреј Лазаров, 25 годишен, Дамјан Таневски, 18 годишен, фудбалскиот голман што бил дел од младинскиот состав и младинските погони на Вардар и Скопје, потоа Брегалница и Кит, како и кошаркарот Петар Ивановски, 18 годишен, член на Дино Баскет од Кочани. 3 млади животи, 3 надежни имиња, кои доправа требаше да градат спортска кариера, одеднаш гасна во пламените јазици, што немилосредно косеа се пред себе. Поради трагедијата, спортот во Македонија е стопиран една седмица, а на терен ќе мора да истрчат само фудбалерите на Македонија против Лихтенштајн, како и ракометарите на Алкалоид, кои играт против Баја Маре во рамките на купот на Европското првенство. Но македонското спортско срце е големо. Обединете во тагата, тоа срце исполнето со болки спомени за изгубените животи, ја споделува тагата со семејствата и блиските на настраданите. Нивниот светол дух за секојаш ќе живее во спортските и во спортистите, спортските работници и спортските федерации, клубовите, но не само кањас, туку и оние кои функционираат во странство, не стоеа со скрстени раце, туку веднаш се понудија за помош, за да им помогнат колку што можат на повредените и на семејствата на настраданите, колку што можат да ја ублажат сета оваа трагедија што ги погоди Македонија и незиниот народ, што секако е само за пофалба. Да се подсетиме само на некој. Поранешниот фудбалски селектор на Македонија Игор Ангеловски и фудбалерот Стефан Ристовски понудија несебична помош за семејствата на повредените што се лекуваат во Загреб. Ангеловски и бившиот капитен на црвено-црните Стефан Ристовски настапува за екипата на Динамо од Загреб. Исто тоа го стори и поранешниот фудбалски репрезентативец на Македонија Милан
Стојановски, кој живее во Белград. Тој со објава на социјалните мрежи се понуди за каква била помош за семејствата на сите оние повредени што се префрлени во Белград за лекување против нудејќи, сместувајќи и какво било помош. Поддршката не изостанува нити од далечниот австралиски континент. Македонски иселеници во Австралиската сојузна држава Нов Јужен Велс се солидаризира со семејствата за настраданите во големата несреќа што ги погоди Кочани и Македонија. Клубовите на иселениците во Сидни и во другите градови во Австралија упатија повик до сите хумани луѓе в сабота што поголем број да присуствуваат на фудбалскиот надпревар што македонскиот клуб Рокдел Илигден ќе го игра во Блектаун Сити, а собраните средства од влезниците ќе се донират за семејствата на настраданите. Пријателски дуел со иста намена ќе биде одигран меѓу Вардар и Црвена звезда во Скопје. При тоа секако ќе бидат испратени и многу молитви, како што направи фудбалерот на Данди Юнайтед Христијан Трапановски, кој постигнатиот гол за својот клуб на градското дерби со Данди во фудбалското првенство на Шкотска емотивно го прослави, посветувајќи им го на жртвите на големата трагедија во неговата Македонија. Откако ја затресе противничката мрежа, македонскиот фудбалски интернационален Трапановски емотивно падна на колена, погледнувајќи кон небото и изговарајќи молитва на менете за жртвите во Македонија. Сите овие примери, секако оние што доправа ќе следуваат, само покажуваат дека и во тагата и непреболот, спортското срце е големо и него заборава човештвото, она за кое треба секој да се бори и да го даде својот придонес и во најстрашните мигови. Спортистите го докажаа тоа на дело. На езеро помилено прозбори спасот чунот свој, на брегот пак собраните и многу чуда гледале. Галилеја, Галилеја, таа песна е најмила, нема да престане светот додека грее сонцето. Таму лекуваше болни и тешеше жалосните, таму тој чуда правеше, затоа го слават сите. Галилеја, Галилеја, таа песна е најмила, нема да престане светот додека грее сонцето. Галилеја, Галилеја, таа песна е најмила, нема да престане светот додека грее сонцето.
Да ги проследиме и соопштенијата од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски по повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на вода. Вторник и среда, 25 и 26 март, се оди во следните населби: Чарлстеон и Кахајба. Четврток и петок, Котара, Адамстеон Хајт и Уајтбридж. За другите населби ќе најавиме во наредната програма. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Се одржува игранка по повод големиот христијански празник Великден, и тоа во недела на 21 април во нашиот Македонски културен центар Нјукастел. Ќе има богата музика од Сиднеј Арија Бенд со Боби Димитриевски на кларинет. Исто така на ова вечер ќе заиграт нашите млади играорци за прв пат. Куњата ќе има топли јадења, а барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Цената за ова великденска игранка ќе кошта само $20 по лице. За резервации и карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Австралиска турнеја 2025 година. Се организира концерт овде во Нјукастел, во нашиот Македонски културен центар, и тоа во сабота на 3 мај. Со најпопуларните од наша убава Македонија: Борче Наумовски, министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски и Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти и резервации јавете се кај мене Пеце Вртковски на 04 11 673 073. Соопштение за чланарина. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето Македонско пензионерско друштво Гоце Делчев овде во Нјукастел може да се плата својата чланарина за ова година по цена од $10 по лице. Исто така чланарина може да се платите за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Нјукастел по цена од $15 по лице. Школо и денцинг. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц. Дојдете секоја среда од 5 сато после пладне во нашиот Македонски културен центар овде во Нјукастел на 14 Скул Стрит, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте се со нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави, зашто танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од Македонија и други народности. Четврто, научите нови ора и начини за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство, сите возрасти, вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, се добро дојдени.
Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Нјукастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонска заедница Нјукастел. Исто така да најавиме дека играоците можат да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добро дојдени секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар. Да проследиме неколку стихови од библиски стихови за светлината. И Бог рече, нека биде светлина, и бидна светлина.
И Бог виде дека светлината е добра, и Бог ја оддели светлината од темнината. Во него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината, и темнината не ја опфати. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вас. Бог е светлината и во него нема никаква темнина. Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора, од таткото на светлината, во кого нема измени, ниту сенка од промена. Исус пак прозбори натаму велејќи: Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнината, туку ќе ја има светлината на животот. И бидна вечер, па утро, прв ден. И Бог рече: нека биде свод среде водите, да ги дели водите од води. Бог направи свод и ги оддели водите под сводот од водите над сводот. И бидна така. А Бог го нарече сводот небо. И бидна вечер, па утро, втор ден. И Бог рече: нека се соберат на едно место водите под небото и нека се покаже копно. И бидна така. Бог го нарече копното земја, а собраните води мориња. И Бог виде дека е добро. И Бог рече: нека изникне земјата со селенило, со семеносна трева, со плодоносно дрво, кое секое според својот вид ќе донесува на земјата плод, што го носи своето семе во себе. И бидна така. И никна од земјата зеленило, трева што се осеменува, секоја според својот вид, и плодоносно дрво што раѓа плод, што го носи своето семе во себе, според својот вид. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, трет ден. И Бог рече: нека бидат светила на небесниот свод, за да го делат денот од ноќта, нека бидат за знаци и за времењата и за деновите и за годините, и нека бидат за светила на небесниот свод, за да осветлуваат земјата. И бидна така. И Бог направи две големи светила, поголемото да владее над денот, а помалото да владее над ноќта, и звездите. И Бог ги постави на небесниот свод за да осветлуваат земјата, да владеат над денот и ноќта и да одделуваат светлината од темнината. И Бог виде дека е добро. И бидна вечер, па утро, четврти ден. И Бог рече: нека обилуваат водите со живи суштества, и птици нека летнат над земјата, под небесниот свод. Бог создаде морски чудовишта и секакви живи суштества, што ползат и се движат по водите, и крилати птици од секаков вид. И Бог виде дека е добро. И ги благослови Бог велејки: плодете се и множете се и наполнете ги морските води, и птиците нека се размножат по земјата. И бидна вечер, па утро, петти ден. И Бог рече: земјата нека произведе живи суштества, секое според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид. И бидна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид, и добиток според неговиот вид, и сите лазачи на земјата според нивниот вид. И Бог виде дека е добро. И Бог рече: да направиме човек во нашиот лик, според нашата сличност, и нека владеат над морските риби, над небесните птици, и над добитокот, над сета земја, и над сите лазачи што ползат по земјата. Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божјиот лик. Ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови и им рече: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и подчинете ја. Владејте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. И Бог рече: еве, ви ги давам сите треви што се осеменуваат по целата земја, и секое плодносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. А на сите зверови земни и на сите птици во воздухот и на сите лазачи што ползат по земјата, во кој е здивот на животот, нека им е за храна сето зелено билие. И бидна така. И Бог виде се што направи, и ете беше многу добро. И бидна вечер, па утро, шести ден. А сега ќе проследиме нешто што владата во Македонија нуди. Владата целосно ќе ги покрие трошоците за превоз и сместување на семејствата на пациентите повредени во Кочани, кои се лекуваат во странство.
Министерството за надворешни работи и надворешна трговија денеска соопшти дека трошоците за превоз и сместување на семејствата на македонските пациенти повредени во несреќата во Кочани, кои во моментот се лекуваат во странство, се целосно покриени од владата на Република Македонија преку службата за општи заеднички работи на владата. Воедно од Министерството ги повикуваат семејствата на пациентите кои имат потреба од превоз или сместување да се обратат на телефонскиот број 0702 70 370. Дополнително сите дипломатско-конзуларни представништва се на располагање за обезбедување потребна логистичка поддршка во земјите каде што се лекуваат пациентите. Контакт листата со телефонски броеви е објавена на веб страницата на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и на располагање се и дежурните телефонски броеви, се наведува во соопштението. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку оперативен штаб формиран за ова намена е во постојана комуникација со сите надлежни институции, вклучително и со дипломатско-конзуларните представништва на Македонија во странство. Солидарноста и одговорноста се склучни во вакви моменти. Затоа апелираме до граѓаните да се воздржат од споделување непроверени информации со цел да се спречи понатамошно ширење на дезинформации, се наведува во соопштението. Црвениот крст на Србија собира парична помош за семејствата на загинатите и повредените во Кочани. Црвен крст на Србија веб страница. Црвениот крст денеска почна кампања за собирање парична помош за семејствата на загинатите и повредените во пожарот во Кочани, јави дописникот на Мија од Белград. Собраните средства ќе бидат уплатени на сметката на Црвениот крст на Македонија. Мицковски вели, ќе ги отвориме и случаите за модуларна болница и за ласкарце, ќе одиме до крај или Македонија или мафијата. Председателот на владата Христијан Мицковски во вчерашното гостување во Централниот дневник на тема на денот порача дека ќе се отворат сите претходни случаи и за модуларната болница и за ласкарци, истакнувајќи дека ќе се оди до крај и ќе има одговор што точно се е случувало, односно како што рече, или ќе има победа за Македонија или граѓаните или мафијашите. Сите овие случаи кои ќе ги кажавте од близко, ќе ги следам. Знам во која фаза се и очекувам обвинителството многу јасно да ја прошири истрагата и да го идентификува не само возачот на автобусот или управителот на правното лице, туку да видиме во кој испитан центар кажале дека тој е технички исправен, кој ја дал да тој испитан центар функционира така што функционира. Зашто во медуларната болница е променето Министерството во едно од друго, кога е правена јавна набавка, зашто кабелот е виновен, кој го направил проектот и дали можеби недостасуваат некои елементи, таму каде што мислам дека недостасуваат. За сето ова ќе има одговор, ќе има разврска. Нема ништо да оставиме. Јас ви реков, тргнаме, нема сега запирање. Сега одиме до крај. Или тие, или ние. Во животот постојат две работи, или тој, или ти. Не може двајцата да обстанат или ние ќе обстанеме. Македонија и граѓаните од една страна или мафијашите. Нема место за двајцата повеќе. Децидент е Мицковски и додаде. Кога ќе одлучам да влезам во битка, или јас, или противникот, не може двајцата. На констатација од новинарот дека го држи за збор за ова што го кажа премиерот Мицковски, рече да ме држите за збор. Исто така Мицковски кажува, за сите ќе има одговорност, кои имат вина за Кочанската трагедија, без оглед дали од ВМРО, ДПН или СДСМ. За сите оние кои што било како допринеле со милиметар да се случи ова кое што се случило, ќе има одговорност. Без разлика дали се тие од ВМРО, ДПМН, дали се од СДСМ, ДУИ или од некоја друга политичка партија, без разлика дали се македонци, албанци или други, без разлика дали се христијани или муслимани, за секој оној за кој ќе биде утврдена одговорност, ќе одговара.
вели председателот на владата Кристијан Мицковски во вчерашното интервју во Централниот дневник во тема на денот на ТВ Сител. Премиерот Мицковски вели дека нема запирање и се она кое што претходно се сокривало, односно како што рече се ставило под тепик, ќе биде откриено и ќе се дознае се до крај додека не следува целосна одговорност. И не само за овој случај, ќе одговара за многу други случаи кои во минатото кај граѓаните и во нивната меморија оставија чувство на сомнеш дали е навистина се постепено онака како што требало да е постапено. Сега е моментот се она кое што порано било ставено под тепик да биде откриено и се она кое што било ставено под тепик да биде решено, изјави тој. Ние тргнавме и запирање нема. Ќе одиме до крај. Сакаа да го видат крајот. Епа ќе го видат крајот. Децидент е премиерот Мицковски. А пак Тошковски вели: благодарност до граѓаните за достоинствено искажување на почит и правдата и одговорноста ќе ги стигне сите виновници. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска изрази голема благодарност до граѓаните низ целата држава за достоинствено оддавање почит на жртвите на протестите кои се одржа во голем број градови во државата. Ова покажа дека како општество знаеме да ја споделиме болката со почит и солидарност. Во вакви трагични моменти гневот и болката се оправдани, но морам да напоменам да внимаваме тие да не бидат инструментализирани. Одговорноста за ова трагедија ќе ја бараме преку институционални процеси, а не преку сценарија кои може да ја продлабочат кризата и да не оддалечат од вистината, истакна министерот Панче Тошковски. Министерот Тошковски потенцираше дека е јасно дека сите граѓани се за правдата да излезе конечно еднаш на виделина и да има целосна одговорност за случајот. Клучно е таа да дојде преку институционални и правни механизми, а не преку емоции кои определени структури може би сакале да ги искористат во насока која не и служи ниту на вистината, ниту на најблиските, на жртвите. Децидент беше министерот Панче Тошковски. Почитувани слушатели, да го проследиме уште на соопштението од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Вторник и среда, 25 и 26 март, се оди во следните населби: Чарлстеон и Кахајба. Четврток и петок, во Котара, Адамстеон Хајт и Уајтбридж. За другите населби ќе најавиме во наредната радиопрограма.
Да проследиме нешто и за здравието. Здравствени придобивки од доматот. Секојдневното овошје и зеленчук се општо корисни за здравието, а посебно доматот ги топи мастите, па поволно делува и на варењето и на крвта, па стручњаците советуваат, јадете го секој ден ако можете. Истражувањата имено покажуваат дека ликопенот што се наоѓа во доматот може да го спречи развојот на клетките на рак, особено ракот на простата, желудникот или дебелото црево. Доматите се богати со витамин С, кој што е природен антиоксидант, а содржат витамини А, железо и калиум кои играат клучна улога во одржувањето на здравието на нервите и нормалната циркулација на крвта. Исто така корисно е да се знае дека зготвените домати имат поголемо ниво на ликопен, пренесува H1. Витаминот К во доматите е корисен за крвта, но и воопшто јадењето домати секој ден може да помогне во одржување на кожата здрава и сјајна. Доматот го намалува оштетувањето предизвикано од пушењето тутун благодарение на кумаринот и хлорогената киселина што ги содржи ова овошје. Помага и при слабење, бидејќи се нискокалорични и богати со влакна, што значи дека држат ситост подолго време и го регулираат топењето на мастите. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневната дремка од околу 30 минути им оможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности, според стручњаците. Знаеме дека тоа е лесен и корисен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувач Џајмс Мас, професор на Универзитетот Корнел. Во својата книга тој напиша "Спи за успех", се што мора да знаете за спењето, но сте премногу уморни за да прашате. About sleep, but you too tired to ask. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пад на енергијата. Ова се должи на деноноќниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периоди на поспаност за секој 24 часа, еднаш навечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90-минутни циклуси на спиење, поделени во 5 фази, од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус, поради што Мас не препорачува едночасовна дремка. Будењето од толку длабок сон може да потрае и до 1 час за човек да се врати во нормална, благодарение на така наречената енерција на спиењето. Тоа е како малку да влезете во режим на ниска потрошувачка енергија и да му дозволите на вашето тело да се опорави, изјави Сара Медник, авторка на прирачниот "Дримнете, променете си го животот" со совети за дремката. Стручњаците веруваат дека кратките дремки не му попречат на моќниот сон, се додека не се случат подоцна во денот. Се препорачува исто така дремката секој ден да се случува во исто време. Намирница злато вредна. Еве што зошто треба да го јадете секој ден. Ова лековито семе многумина го дефинираат како магично семе, намирница која прави чуда во нашиот организам. Тоа е чија семе. Веруваме дека голем број од вас некогаш слушнале за ова семе. Исто тоа постои и веќе неколку илјади години. Актеките први го споменуваат чија семето како основна храна која се користи во склоп на религиски обреди, но и во медицината. Која е основната бенефиција од чија семето? Прво, чија билката најмногу е богата со омега-3 масните киселини, протеини и влакна, а исто така содржи значаен број на витамини, минерали и антиоксиданти.
чија семето е одлично за регенерирање на кожата, но и за согорување на мастите, го зајакнува организмот и позитивно влијае на органите за варење. Нутриционистите се сложуваат дека чија семето е едно од најдобрите кое може да го конзумирате кога ќе осетите слабост и кога ќе почувствувате дека губите енергија, бидејќи таа влијае и врз работата на мускулите. Затоа и често го користат и спортистите. Ова семе содржи 37% прехранбени влакна кои ја поттикнуваат работата на цревата. Ова семе доколку се конзумира често помага при превенција од рак на дебелото црево. Ова семе не содржи глутен, поради 20% омега-3 масните киселини кои ги содржи спаѓаат помеѓу најдобрите намирници за здравието на мозокот и срцето. Содржат дури и 8 пати повеќе омега-3 масни киселини од локосот. Содржат 20% протеини, содржат 8 врсти аминокиселини. Тие се многу силен антиоксидант, имат 4 пати повеќе антиоксиданци од боровницата.
Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан, се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Вторник и среда, 25 и 26 март, се оди во Чарлстон и Кахајба за осветување на водата. Четврток и петок се оди во Котара, Адамстеон Хајтс и Уајтбридж. За другите населби ќе најавиме во наредната програма. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.